Почитувани представници на печатените и на електронските медиуми, добар ден. Ви благодарам за вашето присуство. Денешната пресконференција им ја посветувам на најсиромашните наши сограѓани и на граѓаните на кои од различни причини им е потребна помош и поддршка во наредниот период. Покрај активностите за ублажување на сиромаштијата и невработеноста за кои сум изборувал на претходните пресконференции, денес посебно сакам да истакнам дека буџетот на општина Велес под мое водство, покрај развојната функција, че има и силна социјална компонента, пред се заради фактот што живееме во едно време-невреме, заради кое на голем број наши сограѓани им е потребна поддршка за да скрпат крај со крај во месецот. Заради тоа, општината ќе издвојува средства од буџетот за да им помогне на најсиромашните слоеви од населението, кои не се во состојба да ги платат сметките за потрошената вода на јавното комунално предпријатие Дервен врз основа на претходно јасно и прецизно утврдени критериуми. Исто така сакам да ви известам дека планирам општината да добие модерен, проширен јавен градски превоз и да воведе субвенционирање на цените за јавниот градски превоз на следните категории граѓани: студенти, пензионери со ниски лични примања, стечени работници, работници кои се прогласени за технолошки вишок и корисници на социјална помош. Исто така сакам да најавам дека планирам урбанизација на една наменска нова населба во близина на гробиштата покрај црквата Свети Спас, каде што би се доделувале бесплатни локации за изградба на семејни објекти на граѓаните на кои како резултат на стечиштето Рамина им беа срушени куќите, се разбира со помош на државата и со помош на меѓународната заедница. Исто така сакам да најавам дека ќе го засилиме проектот кој го започнавме уште додека бев градоначелник за обезбедување на нега на старите и изнемоштени лица во домашни услови во соработка со Црвениот крст на Велес, затоа што е се поголем бројот на граѓаните заради иселувањето на нивните деца во странство, за кои нема кој да се грижи. Исто така планирам конечно Велес да добие дневен центар за згрижување на жртвите од семејно насилство, затоа што вакви жртви, особено жени и деца, и во нашиот град има се повеќе и повеќе. Исто така сакам да најавам дека ќе обезбедиме соодветен пристап за лицата со посебни потреби до сите јавни објекти кои се во собственост на општината, односно во надлежност на локалната самоуправа, испуштање на сите работници на тротоарите за да може непречено да се движат лицата со колички. Исто така планирам покрај постоечкиот дневен центар за лица заболени од церебрална парализа да добиеме и дневен центар во кој се згрижуваат лица заболени од церебрална парализа кои се повозрасни од 18 години, за да им го подобриме од една страна нивниот квалитет на живот, а од друга страна да им олесниме многу на нивните семејства кои по цел ден се грижат за нив. Сакам исто така да најавам дека како и во минатиот период, сега уште повеќе во рамките на законски дефинираните надлежности како градоначелник ќе издвојувам финансиски средства за помош на лицата кои ќе имаат потреба од хируршки интервенции, за лекување од разни болести во земјата и во странство, за купување на скапи лекови, за рехабилитација и за некои слични неопходни потреби. Ќе продолжам и понатаму да ја поддржувам црковна народната кујна, која се сеќавате беше отворена на моја иницијатива и функционира во објект кој е собственост на општина Велес. Се надевам дека во наредниот период со силниот тим што ќе го формираме од млади стручни лица кои ќе знаат по неколку светски јазици, ќе ги познаваат институциите на Европската унија, да обезбедуваме значајни финансиски средства од предпристапните фондови на Европската унија кои се однесуваат на проекти од социјалната заштита на населението. На крај ќе ми дозволите уште еднаш да упатам апел до мојот почитуван против кандидат господин Славчо Чадиев да ја прифати поканата, конечно да излезе на дуел на телевизија што сам ќе ја одбере, во време што исто така сам ќе го одбере, за да им дадеме можност на граѓаните на Велес, пред да ја донесат конечната одлука
кому ќе ја дадат довербата да ја води општината во наредниот 4-годишен период, да проценат кој колкав капацитет има за таа функција, кој колку може, кој колку знае и умее за успех на општината во наредните 4 години. Ви благодарам, доколку имате прашања, поведете.